очекува поевтинување на горивата. Според владината пресметка, дизелот би бил поевтин за 2,5, а бензините за £1,5 по литар. Владата засега останува на мерките поврзани со горивата, додека за евентуални нови чекори ќе се одлучува по празниците. Опозицијата пак обвинува дека граѓаните и овој Великден останале без навремена заштита од ценовниот удар. 2,5 денари поевтин дизел и £1,5 поевтинување на бензините очекува премиерот со новата одлука на регулаторната комисија на стартот од идната работна недела. Според анализата која направила владата, од вторник дизелот би се продавал за 95,5 денари. Но оваа цена најголем дел од бензинските одобруваат и 3 денари попуст, па ќе може да се наточи за 92,5 денари. 95 октанскиот бензин ќе се продава за 82 денари, а на оваа цена најчесто има и попуст од 2 денари. Остануваме, ќе повторам, како држава со најниски енергенси и единствена која што во оваа недела ги намалува цените на нафтата и нафтените деривати, со што уште еднашка се потврдува успешноста на владината политика во делот на справување со оваа, би рекол, епска историска енергетска криза. За сега владата останува само со мерките за горивата. За следните чекори ќе се размислува на владината седница во вторник. Да, јас најавив дека на следната владина седница во вторник ќе имаме извештај и компаративна анализа и го задолживме Министерството за економија и труд заедно со Државниот пазарен инспекторат да изготви таков извештај, да го достави до мојот кабинет, кај мене на увид, да направиме една анализа на следната владина седница и врз основа на таа анализа понатаму како влада така и ќе реагираме. Сега за сега, она што е сигурно дека во следната недела остануваат мерките, а тоа е данокот на додадена вредност за бензините и за дизел горивата да биде од 18-10% и остануваат оние одлуки со кои што се нивелираат цените на акцизите за дизел горивата и за бензините. Опозицијата обвинува дека владата ги оставила граѓаните без мерки за Великден. Мицкоски ги остави граѓаните сами да се сноѓаат токму во периодот кога трошоците се најголеми пред Великден, додека семејствата се борат да обезбедат основни производи, владата најавува мерки по празниците, чека анализи и извештаи. СДСМ со недели предупредуваше и нудеше конкретни решенија, намалување на цените на горивата и храната, но владата одлучи да ги игнорира. Денеска граѓаните ја плаќаат цената на таа неодговорност, се вели во реакцијата на СДСМ. Александар Спасовски, Сител телевизија. Во Ерусалим слезе благодатниот оган, символ на воскресението и вечната светлина. Лекарите ги предупредуваат верниците кои постеле постепено да се враќаат на редовната храна. Генерално тоа што ние го бараме и апелот према сите потенцијални пациенти е усул. Православните христијани денеска одбележуваат Велика сабота, денот на тишината и исчекувањето пред најголемиот христијански празник Христовото воскресение. Верниците го поминуваат денот во молитва и подготовка за полноќната богослужба, кога ќе биде објавена радосната вест за Великден. Тамара Дичовска известува. Тамара, каков е планот за вечерва во соборниот храм? Траат ли подготовките и на црквата и на верниците за дочекување на најрадосната вест? Да, тука во исчекување соборниот храм да биде преполнет вечерва со верници, како внатре во црквата, така и во дворот каде што сега се наоѓаме, меѓутоа и надвор, како и години наназад, така и вечерва се очекува тука да пристигнат голем број на верници кои што точно на полноќ ќе дочекаат радосната вест за Христовото воскресение. Тука веќе се подготвено од она што можевме да го видиме и во разговор тука со свештениците. Вечерва ќе се одржи вечерна богослужба која што ќе предводи поглаварот на Македонската православна црква, господи Охридска архиепископија господин Стефан, заедно со другите свештеници од овој храм. По богослужбата, односно точно на полно кога ќе одзвонат камбаните да ја најават веста за Христовото воскресение, тука ќе се одржи литијата, односно вртењето 3 круга околу црква, кој што ќе ги предводи господин Стефан со свештениците, а потоцна следи и она златоуста литургија, односно сите верници кои што ги постеле великденските пости ќе може да се причестат во храмот тука, меѓутоа и во другите храмови низ државата.
Да напоменам само за верниците и за оние граѓани кои што ќе присуствуваат во храмовите дека ќе има и посебен сообраќаен режим за оние кои што ќе дојдат тука во соборниот храм, улиците околу ќе бидат затворени, така што да ги известиме граѓаните. Ова е пракса и години наназад. Како што кажа, во исчекување и тука да се наполни храмот, едно од интересните вести само пред да се одјавам од ова вклучување, тоа што во Ерусалим во црквата на Светиот Гроб денеска се симна благодетниот оган. Ова е еден од најсветлите моменти во православната вера. Голем број на верници и христијани беа присутни таму. Овој оган се пренесува во православните цркви и го означува и Христовото воскресение и вечната светлина. Ние остануваме тука, во исчекување сме и на верниците. Во 21 часот најавувам и краток разговор со отец Антонио тука од соборниот храм, меѓутоа и пораките од верниците и како го одбележуваат Великден, секако традиционалното и кршење на јајца. Ние сме тука во текот на целата вечер, така што се слушаме и повторно и се вклучуваме во 21 часот. Тамара Дичовска, ти благодарам, те очекуваме во вечерните изданија на вестите. Илјадници километри подалеку од дома, нашите сограѓани со истата ревност ги негуваат православните обичаи, пренесувајќи ја македонската традиција на новите генерации. Оваа година празнувањето во Пјаченца, Италија е збогатено со присуството на митрополитот Европски Пимен, кој ќе чиноначествува со литургија и ќе го обзнани Христовото воскресение. Во црквата се прават последните подготовки за Великден, а верниците со посебна радост пренесуваат како ја чуваат верата и традицијата далеку од дома. Мирјана Давидовска известува од таму. Денот на тишината и очекувањето на најрадосната вест овде во Пјаченца исполнет во атмосфера со посебна свеченост. За македонската заедница во овој дел на Италија, овој Великден не е само празник на верата, туку и празник на обстојувањето. Покрај подготовките за воскресението, нашите сограѓани овде го слават и остварувањето на долгогодишниот сон за конечно официализирање на сопствен духовен и социјален центар. Поразговаравме со дел од нив за тоа што значи за еден македонец да ги чува и негова верата и традицијата и илјадници километри далеку од татковината. Тука јас идам стално и сум исполнета, помагам, ако треба нешто и за чистење и сега дојдов за тоа. Луѓето доаѓа за да најдат духовен мир тука. Го наоѓа тоа што го немаме ние во куќите тука, ние сме далеку, сите си ги оставиме куќите, ма сме тука. Црквата е и почеток и крај за сите. Тука треба да научиме што е добро и како да го избегнеме лошото. И за литургиите што се водат на македонски јазик, и нашите деца барем на некој начин можат да го слушат нашиот или поточно нивниот мајчин јазик од каде што потекнуваат. Иако за нив е малку потешко, ама сепак се слуша. Денот на тишината и очекувањето на најрадосната вест овде во Пјаченца е исполнет во атмосфера со посебна свеченост. За македонската заедница во овој дел од Италија, овој Великден не е само празник на верата, туку и празник на обстојувањето. Покрај подготовките за воскресението, нашите сограѓани овде го слават и остварувањето на долгогодишниот сон, конечното официализирање на сопствен духовен и социјален центар. Поразговаравме со дел од нив за тоа што значи за еден македонец да ги чува и негува верата и традицијата илјадници километри далеку од татковината. Велики четврток се вапцат јајцата, се носат, се има богослужба, се носат. Ма ова е припрема за воскресението Христово. Јас живеам со доста италијанци, да ви кажам дека сварив 65 јајца. Чекат, секој Великден чекат од мене јајца. Вечер ќе видите колку е убаво, колку е полна црквата, луѓето се сите и деца има доста, имаме и деца што пеат, што ќе бидат сигурно присутни и они. Црквата ги прави последните подготовки. Точно на полнок митрополитот Пимен ќе го означи Христовото воскресение. Свеченоста ќе продолжи во првите часови од новиот ден со златоустива литургија. Овој ног за македонците во овој дел од Италија има двојна радост. Молитвата за воскресението и благодарноста за конечното решено имотно прашање со кое добија свој духовен центар и спортски комплекс од 5000 метри квадрати. Сите во Пјаченца, Италија, Мирјана Давидовска и Бојан Радковиќ.
Великденската трпеза е полна со искушенија, но лекарите предупредуваат дека претерувањето со масната храна, па и алкохолот може сериозно да го загрози здравјето по долгите пости. Воспаление на жолчка и панкреас кои бараат брза медицинска интервенција. Се дел од последиците по здравјето ако се претера со јадење на великденски јајца и мрсна храна. Празничната трпеза може да биде вистинско искушение, но обилни оброци се шок за организмот, особено кај оние кои 7 недели постеле, предупредуваат лекарите. Генерално тоа што ние го бараме и апелот према сите потенцијални пациенти е усул. Пациенти кои што постеле, например, 40 дена не може да има таа удобност да изедат повеќе од 1 до 2 јајца, реално. Истата работа важи и за јајцата и за алкохолот, умерено. Значи, 1 чаша до 2. Поентата е да наздравиме за празникот, не е поентата да се натрескаме. Инфективна клиника гастро и токсикологија се установите каде може да завршите по прејадување и препивање за празниците. Лекарите велат дека одредени состојби мора да бидат сватени сериозно и веднаш да се побара помош. Одговорни треба да бидат и пациентите со хронични заболувања. Пациентите кои што имаат хронични заболувања и хронични проблеми се пациенти кои што примаат редовно терапија, што значи дека секој ден мора да се одржува дозата на лекот во крвта за да има воопшто некаков ефект. Поентата кај такви пациенти најчесто е да се избегнуваат прејадувања, препивање и сите работи кои што може акутно да ја влошат хроничната состојба. Јадење по полека, контрола на порциите и пиење на вода се само дел од советите за избегнување на негативните последици по здравствената состојба од прејадување за празниците. Сања Димитровска, Сител телевизија. Дали претерувањето е проблем само за празници или ја открива нашата секојдневна реалност, во време кога секој втор возрастен има више килограми, а секое трето дете се соочува со овој проблем, дебелината станува сериозен јавно здравствен предизвик. Со доктор Александар Митов ќе разговараме за навиките, митовите и дали државата прави нешто за проблемите со храната. Ви благодарам што сте вечерва во тема на денот. Ви благодарам за поканата. Дали празниците, особено овие кои доаѓаат после пости, како што е утрешниот ден, се еден голем ризик по здравјето или сепак тие се само огледало на нашето секојдневие и на навиките кои си ги имаме? Повеќе би рекол дека е второто, дека тие ни откриваат, впрочем, ние какви навики имаме во останатите 300 дена, отколку во тие 3, и мислам дека тука доаѓа до едно соочување, вака да речеме, во периодот на празниците, бидејќи се подсетуваме, ни доаѓа да не биде поинтензивно, вака очи во очи сме со тоа што како ќе јадеме, а и за жал и колегите од токсикологија нели кажаа дека доаѓаат проблемите токму во тој период. Така што мислам дека ние генерално си ја имаме таа навика на неконтролирана исхрана, особено доаѓа во периодот на празниците лошо, бидејќи и да имаме некаков ред, тој ред за празниците целосно се губи. Значи, почуваме преобемно, ние имаме една традиција нели на да не остане храна. Не сум против, мислам воопшто не сум да се фрла храна, меѓутоа се знае дека руската салата за Нова година мора да се изеде, дека сега јајцата ќе треба да се изедат за Великден. И сите тие работи од една страна нели се разбирливи и традиционални и прифатливи, меѓутоа од друга страна имаат ефект врз нашето здравје и завршуваме после секој празник со еден биланс позитивен на калории, на енергија, на зголемена телесна тежина, кој што потоа, ако си поставиме цел да го тргнеме, месеци ќе ни требаат за да се вратиме. Сега ние во годината имаме неколку празници, неколку точки на прејадување, ама јас не знам за празник кога ќе испешачиме 5 километри традиционално или 10, или ќе истрошиме многу енергија. Значи, ние го имаме обратното, кога ќе насобереме вишок, но проблемот е можеби што немаме да одбалансираме од друга страна. Некогаш малку повеќе да истрошиме. Ева да речеме дека е една перцепција кај луѓето кои ги поминуваат 40-дневните пости, дека можеби во тој период токму тоа ќе се случи, ќе ги намалат вишокот на килограми, ќе го прочистат организмот, но потоа од оние коментари кои ги добивам, секако духовноста не ја коментирам и верските мотиви, но кога зборуваме за односот со храната, многу често добивам коментар дека се случило спротивното, односно дека постите ги завршуваат со вишок килограм. И јас токму тоа сакав да го алудирам. Имам пациенти и многумина луѓе кои што знам дека периодот на пости го завршуваат со зголемена телесна тежина. Навидуме
парадоксално, бидејќи нема месо, нема млечни производи, нема нели таа тешка храна што ја нарекуваме, но ако вие тоа го субституирате, го замените со многу бел леп, со локум, со разноразни работи кои што нели навидум се посни, но во основа имаат многу калории, станува многу едноставно, јасно и можно, како е што е кај многумина, постот да заврши со зголемена телесна тежина. Така што не е директно, туку е важно не само што ќе извадиме од исхраната, туку со што ќе го замениме, што ќе внесеме. Така. Сепак 40 дена еден начин на исхрана за голем дел од верниците, сега нагла промена кон еден друг начин на исхрана. Утре на трапезата ќе има и јагнешко, и други видови на месо, и многу друго. И алкохол, и различни други масни производи. Што значи тоа од здравствен аспект за организмот? Поминува ли низ некаков шок? Го одбравте зборот. Навистина е шок. Зошто? Заради тоа што во тие 40 дена, кога телото се навикнало на еден друг начин на исхрана, не е само тоа дека навиките ни се промениле. Тука е прашање на чиста физиологија на нашето тело. Имено, телото го сменило начинот на работа, модусот да речеме. Конкретно, дошло до промена на самиот микробиом, на флората, бактериите се измениле во цревата, тоа е едно. Второ, резервите на ензимите кои што ни требаат за таа мрсна храна се намалиле, бидејќи телото се адаптирало на храна која што нема потреба да ги прави тие ензими и затоа ги намалило. Количината на жолчката се намалила. Значи, сите тие работи кои што стандардно нам ни требаат таква храна да се обработи, сега веќе се тргнати настрана, практично ги нема, и кога во еден ден ќе дојде храна која што во себе има многу таков потреба од сето тоа да се свари, ние практично доаѓаме во ситуација кога тоа не можеме да го свариме, и тоа е чиста физиологија. И затоа ќе дојде мачнина, ќе дојде тежина, и не дај Боже, сега ако станува збор за пациенти кои што имаат некоја состојба друга, инсулинска резистенција, ризик зголемен од кардиоваскуларни состојби, тоа не е едно обично прејадување кај нив. Кај нив тоа може да биде тригер за многу посериозни компликации кои што може токму на тој ден да се случат. И можеби кон нив би бил посилен апелот, доколку веќе имаат било која од тие хронични состојби, а постеле утре да бидат извонредно внимателни. Бидејќи ако храната е потешка, кај нив тоа може да се одрази и на поинаков начин. Што е клучот? Количината, дозирањето, изборот на намирниците, што да им препорачаме? Комбинациите, да, комбинациите. Зошто? Заради тоа што нашето тело вообичаено, кога не е во толку долг период на пост, има развиено капацитети, кога има различни видови мешање, да речеме, на храна, и јаглехидрати, и комплексни, и некомплексни јаглехидрати, и масти, и протеини, и се друго, има начин како тоа да го обработи. Меѓутоа, кога тоа ќе се случи вака во еден ден, ако скокнеме, имаме сериозен предизвик. Зошто? Јаглехидратите и мастите ќе направат силен инсулински одговор, од една страна. Од друга страна, ако го внесеме алкохолот, тој ќе го окупира црниот дроб со работата само на елиминирање на алкохолот. Бидејќи телото кога ќе се сретне со алкохол, да, и прво него мора да го чисти. И додека се фокусира токму на него, ако останатото го додадеме на чинијата, односно во нашето тело и на црниот дроб, ќе дојдеме во една ситуација кога сето тоа не може така едноставно да се обработи, и тоа е баш шок на организмот, како што кажавте. Советот би бил, ако веќе тргнеме кон сите тие работи, нека бидат во неколку оброци во денот. Ако тргнеме со месото, нека биде со салатата. Ама да не мора да биде неопходно и со лебот, и со десертот веднаш потоа, и со чашата алкохол, бидејќи сите вака на едно место ќе му направат предизвик на телото. Да не биде на една трпеза, туку да биде дозирано малку во текот да се развлече во текот на попладнето, да. Да, одличен совет. На почетокот почнавме пошироко, ќе сакам така и да продолжиме. Нашите навики како нација очигледно не се извонредни и не се за пример пред светот, со оглед на тоа што имаме секој втор човек во нашата држава е со прекумерна телесна тежина, секој
трет практично веќе ја има дијагнозата дебелина, ако можам да си дозволам да кажам дека е тоа дијагноза. Што ни недостасува? Дали ни недостасува едукација за храната? Дали ни недостасуваат некои мерки, можеби некакви насоки? Што е тоа што е причина? Тука веќе не можеме да влеземе во лични решенија, заради тоа што го нагласувам тоа, бидејќи многу пати кај луѓето се доаѓа до едно чувство на обвинување, дека некој е со зголемена телесна тежина, значи многу јаде. Не е толку едноставна работата. Кога вие имате над половина од населението да има некој проблем, тоа не е поединечен проблем, тоа е системски проблем. И решавањето кон на овие работи бара и такви пристапи, бара решенија кои што се системски и се однесуваат на тоа што се нарекува архитектура на избор. Односно да му помогнете на населението не само во едукацијата, туку и во изборот. Конкретни примери сега ако даваме. Има многу земји, работи кои што примениле, кои што направиле, а тука може многу да променат. Например, Велика Британија ја има таа позната такса или данок на засладени пијалаци. И сега не само што ќе го вовеле, како го вовеле, што се случило? Ај што луѓето постепено почнале помалку да ги пијат заради тоа што станале поскапи, туку пораснал процентот на потрошувачка на вода. Значи, луѓето ќе се префрлат кон вода. Но кога виделе фабриките, нели, компаниите дека има таков тип на ограничување, го намалиле процентот на шеќер во конкретните опфатени пијалаци. Вин-вин. Тоа ми е зборот. Значи, може да се направат решенија кои што не се веднаш конфронтативни, не се казни, не се пари во смисол, туку тоа поттурнување кое што државата може да го направи со одредени мерки, како например кај примерот на Велика Британија, со цел и да го едуцира и населението, но и индустријата. Друг пример од друга земја се така наречени знаци, да речеме црни стоп знаци на самите производи на предната страна. Пример, ако имаат многу шеќер над одредена граница, многу сол или многу масти, добиваат така по една црна лепенка на која што го пишува тоа многу шеќер, или ако е производот таков, може и 2 па и 3 такви налепници црни да добие на предната страна. Нема време населението да сврти позади, па да чита, па да прави компаративни анализи за колку овој продукт има грами сол на 100 грама производ. Така. Тоа е нешто кое што никогаш нема вие да го едуцирате населението да чита означување позади. Тоа е невозможна мисија. Но ако го направите ова на предната страна на продуктите, има и во Шведска пример така наречената зелена клучелка. Мислам, има многу примери од земјите кои што за рок од неколку години населението и месеци населението, знаете, шубе му е на човек. Не мора тоа да бидат експлицитни слики како кај цигарите, па луѓе да се бунат, да кажуваат не. Тоа е просто знакче кое што вели дека овој продукт има многу шеќер. И што се случило? Истиот пример како кај Велика Британија. Не само населението што почнува да не ги купува веќе толку тие производи да се намалуваат бројките, продажбата, туку од друга страна и самите компании одговараат со тоа што прават помалку такви производи, ги коригираат и пак е win-win, пак е добро и за населението. И друга една најпроста мерка е, например, дека може државата да даде обврска на маркетите, здравата храна да има ударно место. Толку проста работа. Значи, здравата храна да има ударно место во маркетите. Толку. Имам низа на научни студии, конкретно за кај деца, во како се хранат деца кога ќе одат во, нели, тоа што е менза, да речеме, училишна менза. И сега како се гладни, се редат со послужавникот за да земаат храна. Простите експерименти кажуваат дека ако најнапред им ги ставите здравите храни, тие многу почесто ќе ги одберат нив. И сега до подоцна веќе им е незгодно да менуваат, да вратат, не е пријатно. Ќе изедат салатата. И ќе ја изедат салатата, ќе ја јадат здравата храна. И ние, и возрастните, и децата, такви мерки се едноставни. Нема да е ништо тешко, дури државата не мора ни да го пропишува како законова. Треба само да ги повика како знак на добра волја супермаркетите, здравата храна да биде на ударно место. И тоа ќе даде сериозен ефект. Не мал, не. А тука е, знаете како, нема тука една мерка која што ќе ви направи чудо. Ќе соберете 3% од едно место, 5% од друго,
7 од трето место и така ќе го градите тој мозаик на поздрав избор на населението и подобро здравје. Одлични идеи и примери дадовте. Сум ја водела оваа дискусија со нестручни лица, зборувам лица со ниво на разбирање колку моето, и сме навлегувале во дебата колку е тоа личен избор и не треба никој да се меша, а колку е тоа сепак дел од обврските кои што ги има државата. И сега јас ја направив во една прилика аналогијата, ќе ми кажете дали е основана, и со цигарите. Цигарите се личен избор, дали некој ќе ги консумира или не, но бидејќи се работи за јавно здравствен проблем, односно тие предизвикуваат болести кои што се особено и живото загрозувачки за населението, државата интервенира со одредени ограничувања. Зошто не е и храната третирана на тој начин? Треба да биде и уште подобар пример ќе ви дадам, тоа се каишите во возилата. Ако оставиме ние да ги на слободна волја, тука нема сомнеш, дали носиме каиш или не носиме каиш, во случај на сообраќајна несреќа, веројатноста да излетаме низ шофершабната и сериозно да настрадаме е многу поголема. Каишите спасуваат животи. Државата не оставила кој сака да се врзува, кој не сака да се врзува. Иако станува збор за животот на тој кој што треба да биде, кој што сам се врзува. Има еден момент каде што државата тука треба да превземе без ограничување на слободите. Тоа е сосема изводливо. Значи, еве, овој момент на поставување на примерите што го рековме на налепниците на предната страна на производите. Тоа не е забранување, не е експлицитно да му биде некому непријатно. Тоа е на сосема галантен, има еден многу убав термин, тоа е така наречен пристап на либерален патернализам, кога државата го потурнува човек во некој добар правец, архитектура на избор му дава. Просто државата треба да направи добрата одлука да биде полесна. Значи, одлуката да се купи поздравата храна, да се посегне до поздравиот производ, сето тоа да биде полесно, отколку да биде изборот на понездравата опција. Толку. Со оглед на бројните заболувања кои што се врзани со прекомерната телесна тежина, односно веќе со дебелината, колку го чини тоа нашиот здравствен систем и дали нема да ни биде поевтино да вложиме во некои превентивни мерки и активности? Апсолутно да. Бројка од минатата година која што видов, читав една научна студија за Македонија од 25-та, дека 97 милиони евра во една година потрошени како последица на проблемите конкретно од дебелината или обезноста. Сериозно, од 2 до 8% од БДП земјите во Европската Унија посветуваат на здравствените трошоци, директни и индиректни, кои што настануваат од последиците на зголемената телесна тежина. Станува збор за извонредно скап проблем. Впрочем, нели, дебатата во НАТО што беше да стасаме до 3% од БДП да даваме за одбрана. Ние веќе ги даваме тие пари како последица на зголемената телесна тежина. Колку пари се во прашање. Така што, ај парите, кои што и оваа земја ограничена е, се разбира, плюс личните трагедии, секоја една е трагедија. Така што тука охрабрувам максимално повеќе. Ние веќе имаме мерки за центри за обезност, но треба уште повеќе. Треба и да се посегне, да се излезе од рамките на здравствениот систем. Овие проблеми се решаваат во супермаркетите, на нивите, во ресорот земјоделие. Ова е нешто што е мултиресорско и за да се реши, треба мерки да се превземат хоризонтално во колку што е можно повеќе ресори. Ајде за крај некој совет, за празниците ги дадовте советите, но ако можам да извлечам заклучок, празниците се па можеби и најмалиот проблем е целокупниот животен стил. Една препорака до нашите гледачи, особено до оние кои го бараат патот до поздраво тело, што треба да прават, како да го балансираат? Темата е голема, меѓутоа еве за утре совет ќе им дадеме колку што е можно повеќе да се задржат на салатите. Бидејќи кога ќе го наполнат желудникот со салати, ќе нема толку многу место за сите останати малку попроблематични намирници. Ова е добар совет и за денот потоа. Имено, да, така е. Доктор Митов, ви благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам и јас.
Европската комисија ги објави првите посериозни резултати од примената на системот за влез и излез, познат како ЕС, кој од 10 април, односно од вчера, е целосно оперативен на надворишните граници на Шенген зоната. Според официјалните податоци, од почетокот на неговото постепено воведување во октомври 25-та, регистрирани се повеќе од 52 милиони влезови излези, а на над 27.000 странски државјани им бил одбиен влез во Европската Унија. Од Европската комисија наведуваат дека меѓу одбиените, повеќе од 700 лица били идентификувани како безбедносен ризик за Европа. ЕС ги заменува печатите во пасошите со дигитална евиденција и собира податоци за влезовите и излезите на државјани на земји кои не се членки на ЕУ, а доаѓаат на краток престој. Во системот се внесуваат фотографија од лицето, отпечатоци од прсти и податоци од патната исправа. Целта на овој систем е полесно да се откриваат лицата кои го пречекориле дозволениот престој, да се спречат нерегуларни движења и да се засили борбата против идентитетските измами. За патниците тоа значи построги и попрецизни проверки на самиот граничен премин, особено за оние што не се државјани на ЕУ и патуваат во Шенген зоната. Европските институции веќе предупредија дека во почетната фаза од примената се можни подолги задржувања на одделни гранични точки, додека системот целосно не се стабилизира. Бугарија повторно е под меѓународна критика поради одбивањето да регистрира македонски издруженија. Комитетот за човекови права на Обединетите нации оцени дека Софија го прекршила правото на слобода на здружување, откако без соодветно правно образложение било одбиено барањето за регистрација на организација на етнички македонци. И побара во рок од 6 месеци Бугарија да извести какви мерки презала. Бугарија одбива регистрација на македонски издруженија без правно објаснување. Комитетот за човекови права на Обединетите нации утврди дека Софија го прекршува правото на слобода на здружување и ја повика земјата да ги преиспита пресудите на домашните судови и во рок од 6 месеци да поднесе детален извештај до Комитетот за превземените активности. Во конкретниот случај, Комитетот разгледувал индивидуална жалба на коосновач на разни непрофитни организации на етнички македонци, кои иако ги доставил сите потребни документи за регистрација на здруженијето од бугарските судови, добил негативна пресуда без никакво правно објаснување. Постоењето на здруженија кои мирно промовираат идеи за толеранција и коегзистенција на различни етнички групи мора да биде заштитено, дури ако нивните ставови не ги делат властите или мнозинството од населението. Овој случај исто така ја покажува и клучната улога што игра судството во овозможувањето на остварувањето на правото на слобода на здружување. Заштитата на владењето на правото е неразделна за демократското општество, а правата на пактот би биле теоретски, без цврсти судски гаранции и пристап до ефикасни правни лекови е ставот на дел од членовите на комитетот. Премиерот Мицкоски вели, ова е уште една потврда на исправните политики кои се водат изминатите речиси 2 години, но не очекува суштинска промена на ставовите на Бугарија без силна реакција од Европската Унија. Јас искрено очекувам во периодот кој што следи уште вакви политики да има. Ја не верувам дека тоа може да дојде до промена на ставот кај нашиот источен сосед без силна робусна акција на Брисел и поголемите земји членки на Европската Унија, но она во кое што верувам е дека нашите аргументи се исправни, нашите аргументи од ден на ден се потврдуваат на меѓународната сцена и впрочем, ако го слушавте едно од оние интервјуа на поранешниот председател на Бугарија, господин Радев, а сега кандидат за председател на владата, каде што вели дека тој лично 2 пати ја блокирал Македонија да ги отпочне преговорите, тогаш не се јасно. И секој некој што мисли, и секој некој што се уште верува во приказките дека ако се измени преамбулата на Уставот или ако ја додадеме таа измена во Уставот, тука завршуваат нашите предизвици и нашите маки, се лаже. Секој некој што мисли дека со тоа ќе заврши се и ќе почне од другиот ден мет и млеко да тече по улиците, се лаже. Или не ја разбира политиката, или свесно представува меко ткиво на македонскиот идентитет и одработува за тугите интереси. Дека Бугарија неосновано одбива регистрација на македонски здруженија има утврдено и Европскиот суд за човекови права со 14 присуди кои Софија одбива да ги спроведе. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. На источниот дел на земјава се развива иницијатива што може да го стави Лесново на светската мапа на културно наследство.
Во источниот дел на државата во околината на Пробиштип се развива иницијатива која има потенцијал да го стави регионот на светската мапа на природно наследство. Станува збор за идејата за формирање на геопарк Лесново, проект кој ги обединува природните, геолошките и културните богатства на овој простор. Овој регион е познат по своето вулканско потекло, впечатливите карписти формации, пештери и остатоци од древни вулкански активности сведочат за богатата геолошка историја, што го прави исклучително атрактивен за научници, туристи и љубители на природата. Во рамки на иницијативата се работи на валоризација и заштита на локалитетите, со цел подрачјето да стане дел од мрежата на геопаркови под покровителство на УНЕСКО. Се надевам дека ќе најдеме на поддршка од страна на општините во источниот плански регион, од Бирото за рамномерен регионален развој, локалната самоуправа па и владата, бидејќи ова е едно специфично вулканско подрачје кое што треба да представува парк или место каде што ќе можат сите заинтересирани посетители од овој тип на туризам да видат како изгледа еден кратер, кои се убавините на овој лесновски регион. Доколку оваа цел се реализира, тоа би бил првиот геопарк од ваков вид во земјава. Манастирот во Лесново, природните пештери и уникатните пейзажи нудат можност за развој на туризмот и локалната економија. Тука се вулканските бомби, пештерите кои што ги има во самиот Лесновски кратер во близината на манастирот. Има многу содржини од геолошки аспект кои што сите заинтересирани ќе можат да дојдат да ги видат, а ние како регион ќе се гордееме со тоа. Очекувањата се дека со понатамошна поддршка и инвестиции, овој дел од земјата ќе прерасне во значајна туристичка и едукативна дестинација, која ќе го афирмира природното наследство на Македонија и надвор од незините граници. За Сител, Трајан Ристовски. Тоа беше последна информација во овој дневник. Во вестите во 21 часот ќе имаме вклучувања од верските храмови и исчекувањето на верниците да ја слушнат нерадосната вест за Христовото воскресение. Останете и до тогаш со програмата на Сител, се гледаме во вечерните вести. Пријатно!